Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добар ден. Вие следите емисијата Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно во 12 часот. Еве денеска повторно сме заедно и верувам дека ќе биде пријатно ова дружење преку содржините што ги приготвивме за вас. Денеска би сакал ова емисија да ја започнеме со една убава мисла. Вообичаено ние секоја среда кажуваме по една мисла, која верувам ќе биде интересна и денеска. Всушност, мислата гласи: не вртете се наназад и онака не одите во тој правец. Понекогаш ние во животот сакаме да се навратиме на минатото. Може би во некој момент и треба да видиме какви искуства сме стекнале во минатото. Меѓутоа, некои на жалост постојано се свртуваат назад. Може би доживеале нешто необично или нешто лошо и тоа ги оптеретува. Затоа еве ова мисла сака да не потсети да не се вртиме назад честопати, туку да се стремиме напред. Иднината е пред нас. Она што било, поминало. Не може да се поправи ако е нешто лошо, па ако е нешто добро, може тоа ќе биде едно искуство повеќе за нас. Меѓутоа, ајде денеска да гледаме напред. Не вртете се наназад и онака не одите во тој правец. Еве нова слика, го гледате овој ретровизор во автомобилот, тој ни покажува она што сме го поминале назад, меѓутоа не може да се вратиме, ние одиме напред. Така да, еве и во нашиот христијански духовен живот да се стремиме, како што вели апостол Павле: она што е зад мене, го оставам. Се стремам кон она што е пред мене. Да се стремиме кон убави работи во деновите, месеците, годините кои се пред нас. Нека и овој ден биде благословен за сите нас. Одеме сега да ве поздравиме со една убава христијанска песна. Кога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Би знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вече
večno živeja, bežali Bog, koga jeden den toj tamu ke me vikne, ke pojdam ja svo toj dom na radostan, ke pojdam ja svo toj dom na radostan. Продължуваме со нашата програма, почитувани гледачи. Вие следите дневната емисија точно напладне на радио Глас на надежта. Поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша емисија. Во минатиот месец, значи во јануари, се случија многу интересни работи во светот. Меѓутоа, една од најважните, може да кажем, за светот и која привлече најголемо внимание, тоа е враќањето на Трамп во Белата куќа. Верувам дека веќе тоа го видовте, имате доволно информации, но еве ќе се подсетиме за неговото враќање. Кога велам враќање, значи еднаш веќе бил и навистина тоа се случи како 45-ти председател, меѓутоа еве сега се врати како 47-ми председател на Соединетите Американски држави. Тој по втор пат е на оваа функција. И тоа се случува, може да кажеме, ретко се случува некој два пати да биде избран за председател. Тоа се случило во 1890 година, кога повторно бил избран Гровер Кливленд. Но како е да е, Трамп на 78 години се враќа како најстар председател, по втор пат избран во историјата на Америка. Зошто е интересен Трамп како човек? Знаеме се какви изјави тој даваше за време на предизборната кампања, но и на самиот ден или еден ден пред да биде поставен за председател, тој навистина даваше бомбасти, јаки, силни би рекол, изјави. И точно е, истиот ден или наредниот ден кога беше поставен за председател, тој подпиша 200 извршни уредби или наредби. Еве што кажа тој пред да биде поставен за председател. Јас ставаме Америка на прво место и тоа почнува утре, значи ден пред да биде поставен. Многу ќе се забавувате кога утре ќе гледате на телевизија, кажа Трамп пред своите илјадници поддржувачи во Вашингтон. Значи тој подпиша преку 200 документи извршни. Интересно, некои работи тој веднаш ги промени или кај што Америка членуваше во некои светски организации, например Светската здравствена организација, тој се откаже со подпис, така да Америка повеќе не сака да дава средства, пари, така барем тој тоа го кажа. И понатаму, еве, да прочитам некои изјави од светскиот печат во врска со самиот Трамп. Тој најави дека Америка ја очекува златно доба или златно време. Ке видиме што ќе се случи во наредните месеци и години. Дали навистина Америка ќе доживее златно доба. Меѓутоа, тој ја затвори границата со Мексико, многу азиланти, многу бегалци влегуваа во Америка и тој веќе постави, што се вели, војска и ја затвори. Или ќе ги враќа мигрантите кои на начин би рекол влегле во Америка без виза, без тие документи, ќе ги враќа не само мексиканците, туку и други жители од светот. Тој даде една изјава дека ќе биде вратен Панамскиот канал. Таму, знаете, поминува тие бродови од едниот дел на светот во другиот, порано тоа го држеше Америка, сега е под власта или собственост на Панама, меѓутоа ќе видиме што ќе се случи. Понатаму, вели, ќе ставам крај на владината политика и обидите за социјално инженерство на расата и полот во секој аспект. Значи, едноставно тој изјави после само татко и мајка, машки и женски пол, и тоа е, може да кажеме, убаво, зашто знаете какво движење постои во Европа, па и во светот. Нажалост, еве и во Македонија се повеќе тоа се проширува, но Трамп сака тоа да го укине барем во Америка. И сега, ние не сме политичка емисија, па да
даваме коментари на неговите изјави кои се секако политички, меѓутоа нас не интересира што ќе направи Америка во верскиот живот, во тој христијански свет. Навистина, Америка е предвидена и во Новиот Завет, во книгата Откровение. Таму имаме символично представување на Америка како млад континент, она јагне со два рога, вие кои сте читали Библијата секако ќе се сетите, меѓутоа како Америка ќе одигра важна улога во прогласување на неделниот закон, кога сите ќе мора под присила да ја почитуваат неделата како празник, како верски празник. Во ова книга Последните настани, од која често пати читаме и пренесуваме информации, се спомнува точно Америка, почитувани гледачи, кај што навистина Елена Вајт зборува за последните денови. Знаеме дека Трамп припаѓа во Републиканската партија и тие сега се на власт, меѓутоа за време на владењето на таа партија ќе се случат навистина многу верски промени во Америка. Знаеме денеска дека црквата е одвоена од државата, како во Македонија, така и во Америка и во многу светски држави. Меѓутоа, знаеме дека Америка во минатото беше протестантска земја, но на жалост сега таа слика полека се менува. И еве што пишува овде во оваа книга, вели протестантизмот ќе ги стави своето севкупно влијание и силата на страната на папството, со државен акт кој го наметнува лажниот ден за одмор, тие ќе го дадат својот живот и силата на расипаната вера на Рим, откажувајќи ги неговата тиранија и притисокот врз совеста на луѓето, оживувајќи го, значи ќе го оживеат тој притисок кој порано, знаете, во средниот век се вршил на христијаните кои сакале еден чесен, на еден добар начин да му служат на Господа. Наскоро неделните закони ќе бидат прогласени и луѓето на доверливи положби огорчено ќе станат против малата група Божи народ која го почитува Божиот закон. И овде сега се спомнува Америка. Вели, дури и во слободна Америка, властодржците и законодавците, за да ја обезбедат наклонетоста на јавноста, ќе попуштат пред сеопштото барање да се издаде закон кој ќе го наметне празнувањето на неделата. Има многу овде текстови, сега немам време, цела глава е значи посветена на тоа. Ако сакате може да ја добиете ова книга и да читате, да бидете информирани. На друго место Елена Вајт зборува дека за време на Републиканската партија или владењето ќе се издаде тој неделен закон. Дали тоа ќе се случи во наредните 4 години, јас не знам. Зашто Трамп беше и пред тоа во Белата куќа. Меѓутоа, настаните кои се случуваат околу нас во светот ни зборува дека ние со големи чекори се ближиме кон тоа токму што го Елена Вајт зборува во ова книга. Но еве наше да пратиме, да бидеме подготвени и да бидеме утврдени, почитувани гледачи, на она што ние го знаеме и веруваме, а тоа е дека саботата е 7-миот ден, печат Господов. Така да, кој ќе дојдат и такви вести, да не бидеме изненадени. И преку ова емисија само се ние подсетуваме она што го кажува Бог во речта Негова, во 4-та заповед, кај што вели 6 дена работи, а 7-миот е одмор Господов, сабота, ден посветен на Господа, секако и на оние кои ја почитуваат ова уредба. Кога Господ Исус ќе дојде на оваа земја, тој ќе ги препознае своите следбеници токму преку тој печат. А знаете, во еден печат има титула, област, место и така натаму. Саботата е печат, кај што Господ се одморил во сабота, создавајќи ја земјата за 6 дена и тој саботен ден го посветил и на народот негов, на неговите следбеници. Така да, еве, Доналд Трамп се врати во Белата куќа, ќе ги следиме информациите што ќе се случува во Америка и во целиот свет. Интересно, затоа може ќе зборуваме и во наредната емисија, војната во Израел, еве сега е прекината. Всушност, примери колку ќе се одржи, ќе видиме. Затоа ќе кажеме малце повеќе, можеби во наредната емисија. Еве тоа бија информациите или вестите од светот, значи она што се случуваше во текот на минатиот месец на јануари, токму е враќањето на Доналд Трамп во Белата куќа во Америка. Одиме повторно со песна.
Spasitelji Bog moj, blagoslivlja sav moj trud, kad će biti sve uzalud, dalje neću moći ja svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svih, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama tim, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Često puta moje ruke Bogu su sagriješile i u svojoj neposlušnosti su zavrijedile i trud, ali milost Božja prašta, znam da vidjet ću ga ja, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svih, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama tim, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Postoji jedan bolji svijet, tamo iznad mora svih, gdje ću naći ruke te probodene. Tada ići ću kroz grad, šetati ulicama tim, svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Svoje ruke dvije u Božje stavit ću. Почитувани гледачи, добродојдовте во новата емисија од Здравје во 10 минути. Денес со нас повторно е доктор по дентална медицина Радица Јакимовска. Радица, добро дојде уште еднаш. Ви благодарам и мило ми е што уште еднаш ќе може да разговараме. А денеска се одлучивме да разговараме на темата бруксизам, па еве за почеток Радица објасни ни што е тоа бруксизам. Бруксизам е стручен израз за прекумерно форсирано стискање и шкрипење на забите и покрај тоа што шкрипењето може да се случи во секое време од денот, најчесто тоа се случува за време на спиењето.
Оваа навика често е поврзано со емоционален стрес, анксиозност, страв или замор, при што стискањето на зъбите е несвесно проследено со силни движења на долната вилица, лево-десно, напред-назад, при што доаѓа до шкрипење и трошење на зъбите. Бруксизмот е честа појава која се појавува кај сите возрастни и деца без разлика на полот. При оваа состојба, како што кажавме, се врши несвесно стискање на вилиците и шкрипење со зъбите во сон. Но може да се јави и во будна состојба. Тоа е нефункционална и ненамерна активност на вилиците која е проследена со непријатен и вознемирувачки звук. Притисокот кој се произведува при бруксизам, што го трпат зъбите и вилиците, може да биде 3 пати поголем од силата при нормален притисок за џвакање, значи 10 пати, тоа што го користиме, 10 пати поголем од силата што е потребно да се скрши орев. Значи, поради тоа ова влијае деструктивно на зъбите, на потпорната коска, непцето и на виличните зглобови. За појава на бруксизам треба да постојат истовремено повеќе причини, емотивниот стрес и одреден тип на личност се поврзуваат со појава на бруксизам. Луѓе со болка, лутина, фрустрации, агресивни и преамбициозни личности често го имаат овој проблем. Шкрипењето и стискањето со зъбите е механизам за ослободување на емоционалниот стрес. Во будна состојба, значи тоа стискање на вилиците може да се јави при лутина, интензивна концентрација или физички напор. Некогаш се поврзува со неправилна поставеност на зъбите и на вилиците, употреба на лекови и алкохолизам. Често и кај децата, особено кога избиваат зъбите, односно млечните зъби кога растат, се случува овој процес. Проблем да се јави кај дечињата. Така? Многу интересна дефиниција и многу интересно како сето тоа е всушност многу тесно поврзано со менталното здравје на личноста. Сега би преминале на тоа да објасниме кои се знаците и симптомите на бруксизмот, како една личност да препознае дека можеби се соочува со оваа состојба. Значи, пациентот најчесто самиот не е свесен за овој проблем. Значи, исто така и стоматологот не може да го диагностицира. Единствено, неговите блиски, значи брачен партнер, неговите домашни може да го приметат овој проблем, бидејќи едноставно се слуша тоа шкрипење со зъбите, иритирачко е. Ако бруксизмот се манифестира само со јако и обемно стискање на зъбите, без шкрипење, тогаш диагнозата се поставува врз база на оштетувањето на зъбите, значи тие добиваат рамна површина без форма, нема форма зъбот, туку кога е подолготраен се истрошува горниот. од постојаниот притисок, не стискање на зъбите. Значи прилично е тешко да се диагностицира оваа состојба, посебно е тоа ако го нема тоа шкрипење на зъбите и ако нема кој да го слушне тоа шкрипење на зъбите. Симптоми кои што се јавуваат, мускулатурата за џвакање е постојано активна и во текот на спиењето, наместо да биде релаксирана. Ваквата пренапрегнатост на мускулите на лицето резултира со болка наутро, која што се манифестира со напнати вилици и стенчена глеќ на зъбите. Чувствителност на зъбите може да се појави на топло и ладно, подкршени зъби, рамна џвакална површина, болка во вилицата, зголемени мускули на вилицата, главоболка, болка во ушите и слично. Значи има многу симптоми сепак кои што ја проследуваат оваа состојба. А кои се последиците од бруксизмот? Што може да се јави како последица на оваа состојба? Значи хроничниот бруксизам, тој води до оштетување на зъбите, како што кажавме, чувствителни зъби, пропаѓање, кршење, губење на зъбите, се оштетува глеќите на зъбите, потоа наместо бели и цврсти, зъбите полека
стануваат жолти и меки, бидејќи се открива дентинот кој што е втор слој во структурата на забот. Задните заби при хроничен бруксизам ги губат своите нормални контури и нивната џвакална површина станува сосема рамна. Се истенчува забната глеќ, а со тоа забите се почувствителни на ладно, на притисок и на други стимуси. Исто така, ова отсуство на забната глеќ, односно на горниот слој од забот, да, значи тој овозможува продор на бактерии во забот и полесен развој на кариес. Со тек на време, состојбата на забите се влошува, тие пропаѓаат, се расипуваат, доколку може и да се изгубат. Едноставно, тој забот, формата на забот се губи и многу мал дел останува од забот и не е функционален. Исто така, тука имаме и промени во изгледот на човекот. Оштетените заби го нагрдуваат лицето заради постојано насилно триење на забите. Тие со тек на време стануваат пократки и тоа представува естетски дефект. Исто така и се губи природната потпора на лицето, се создаваат набори кои што се локализираат пред се околу очите и над устата, што доведува до старечки изглед и тоа не е убаво. Да, тоа ми беше следното кратко прашање, значи има и некои физички знаци кои што може да се воочат кај овие лица кои што подолго време се соочуваат со оваа состојба, така? Да. На крајот би поразговарале малку околу третманот и заштитата при оваа состојба и посебно да кажеме нешто и за третманот на оваа состојба кај дечињата. Да, значи третманот се состои од изработка на специјални штитници на забите кои што се носат навечер во тек на спиењето. Тие се прават по мерка и овие штитници го минимизираат притисокот на стегањето на забите и евентуалните оштетувања кои што може да бидат последица од бруксизам и исто обезбедуваат правилен загриз и релаксација на мускулатурата на џвакање. Луѓето што имаат проблем со шкрипење на забите треба да избегнуваат конзумирање на алкохол, бидејќи тој дополнително ја влошува состојбата. Стресот и анксиозноста имаат голема улога во појавата на бруксизам и затоа треба да се стремиме кон порелаксиран живот, колку е тоа возможно, секако. Исто и овие луѓе треба редовни контроли на стоматолог за да се види состојбата до каде е стигната на забалото и да се спречи евентуална појава на компликации. Понатамошни оштетувања. Да. Кај децата, значи, тука нема некој посебен третман, тоа бидејќи кај нив се јавува при никнување на млечните заби, се чека да се надрасне и да се надмине тој период, да кажеме, но секако треба да биде под надзор на стоматолог, за така да се контролира состојбата, да видиме дали се изгубува тој проблем, се губи. Исто тука треба да се врши релаксација на детето, значи може со масажи навечер да се релаксира детето, да нема некои претерани агресивни периоди во текот на денот, да нема такви ситуации. Значи најголем број на деца спонтано го губат, престануваат со шкрипење на забите кога ќе дојдат до некој период на адолесценција. Значи кај децата оваа состојба прилично често се надминува, како што кажа, сама од себе, да. така. Во ред. Радица, ти благодарам уште еднаш за сите споделени информации во оваа емисија. Се надевам повторно дека сето ова ќе им помогне на нашите гледачи, доколку се соочуваат со оваа состојба, да ја диагностицираат навреме и да ги превземат сите нешта кои што ќе им помогнат да спречат оштетување на забите. Почитувани гледачи,
Ве поздравуваме и сте гледаме во наредната емисија. Ки држи ветрот и дождот, врацете, ки држи ветрот и дождот, врацете, ки држи ветрот и дождот, врацете, ко држи Господ сиот свет. Ки држи сите луѓе, врацете, ки држи сите луѓе, врацете, ки држи сите луѓе, врацете, ко држи Господ сиот свет. Ко држи секое дете, врацете, ко држи секое дете, врацете, ко држи секое дете, врацете, ко држи Господ сиот свет. Ко држи сиот свет, врацете, ко држи сиот свет, врацете, ко држи сиот свет, врацете, ко држи Господ сиот свет. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Следува теолошка тема, ќе зборуваме за новата земја. Библијата зборува токму и нова тема, ја опишува новата земја. Како ќе изгледа животот на таа нова земја. Еве на почетокот би прочитал еден текст во 2 Петрова, 3 глава, 13 стих. Еве што кажува апостол Петар. А ние според неговото ветување очекуваме нови небеса и нова земја во кој пребива правдата. Значи, овде Петар ја пренесува пораката што ја кажал Исус Христос. Петар 3,5 години бил со Исуса. Постојано го слушал и очигледно го запишал ова многу важно ветување што Исус го вели дека ќе отиде на небото, ќе го приготви тоа место за живење и повторно ќе дојде по нас, вели Петар, нова земја. Затоа Петар вели, а ние го очекуваме тоа исполнување на Исусовото ветување. Значи, Светата книга, Библијата, почитувани гледачи, е преполна, би рекол, со ветување за новата земја, која Бог ќе ми ја даде во наследство на спасените, на тебе и на мене. Господ преку пророците еве што објавил. Исаија 65 глава 17 и 18 стих. Зашто еве јас создавам нова небеса и нова земја. Поранешните веќе не ќе се спомнуваат, ниту ќе ви доаѓаат на ум. Веселете се и воскликнувајте довека заради она што јас создавам. А Исус ќе каже во Матеј 5:5, блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Значи, мношто стихови, јас уште ќе спомнам во малце подоцна во ова моје излагање, многу стихови постојат кои ја опишуваат новата земја. Значи, таа земја не е некоја абстрактна, нешто невидливо, магловито, туку ќе биде вистинска нова земја кај што спасените ќе живеат вечно. Еве и Данијел во својата книга, 7 глава 18 стих вели, царството ќе го преземат светите на Севишниот. Кои се тие свети? Тоа се луѓето, спасените, Божиот народ. И понатаму вели, и тие ќе го владеат во векови и во век и векови. А пророк Исаја на еден поетски начин ни дава еден прекрасен опис. Има многу стихови, јас само ќе ги спомнам, а вие може да ги проверите, почитувани гледачи, во вашите Библии. Исаја 35 глава, 1, 6, 7 и 8, односно до 10 стих вака вели. Ќе прочитам само неколку. Нека се зарадува пустината и сушената земја, нека воскликнува степата, нека расцвета лилијанот, зашто во пустина ќе бликнат води, а во степата потоци, изгорената земја ќе стане езеро, а жедната почва
извори. Ниту звер ќе поминува таму, туку ќе одат само искупените, ќе се враќаат искупениците Господови. Ќе дојдат во Сион, воскликнувајќи во радост, со вечна веселба на челата. Радост и веселбата ќе ги придружуваат, ќе ги победат тагата и возничките. Гледате со каков прекрасен опис Исаја ја опишува состојбата која ќе владее на новата земја. Новата земја, почитувани гледачи, нема да има болници, зашто никој нема да има потреба од нив. Нечесто пати ги посетуваме нашите лекари, матични или специјалисти, кога им е потреба здравствена. Таму нема да има посета, нема да има здравствени институции или установи, нема да има плач. Исаја вели во 33 глава 24 стих: и не еден жител нема да рече болен сум. На народот што ќе живе таму ќе му се прости беззаконието. На новата земја ќе нема гробови, почитувани пријатели. Зашто нема да има смрт. Тоа го кажува и апостол Јован во својата последна книга во Откровение 21 глава во 4 стих, кај што вели дека таму ќе избрише Бог секоја солза од очите нивни и смрт нема да има повеќе, ниту тага, ниту плач, ниту болка, зашто првото помина. Ова прво ќе помине. Овој живот е наречен во Библијата прв живот. Тоа ќе помине. И затоа со позитивна воздишка Јован вели и смрт повеќе нема да има. Најубавото од се што ќе биде таму е тоа што самиот Исус ќе биде со својот народ. Ќе го гледаме, може да го допреме, да се поздравиме. Интересно, еве што кажува Откровение 21:3. Еве го Божјот шатор. Божјот шатор е престолот, тоа е символичен израз. Значи, Божјот престол ќе биде токму на новата земја. И самиот Бог ќе биде со нив. Тој ќе живе со нив и тие ќе бидат негов народ. Ова ќе биде секако, таквиот живот ќе биде на обновениот рај. После 1000 години помините горе на небото и овде кога ќе се создадат нови услови, кога Господ ќе каже создавам нова земја и ново небо, зашто првите поминаа, овде ќе настапи овој живот сега што јас го опишувам преку овие библиски текстови. Ние знаеме дека во почетокот Бог го изгубил рајот, односно човекот го изгубил Божиот рај. Бог што го создал тој рај, човекот го изгубил, или правото на живот внатре, во тие прекрасни услови кои Господ му ги создал. Меѓутоа, Господ знаеме дека повторно сака да го поврати тој рај на спасените кога тој ќе дојде наскоро од небото. Поради гревот, знаеме, човекот го изгубил тој прекрасен дом и сега повторно Бог ќе му го врати обновен рај. Човекот ја изгубил првобитната власт, сега таа ќе му биде повторно вратена, пишува Матеј, односно Михеј во 4 глава во 8 стих. Еден духовен писател или вдахновен писател еве што запишал. Во Библијата наследството на спасените се нарекува татковина. Таму небесниот пастир го води своето стадо на извори на жива вода. Дрвото на животот дава род секој месец, лисјето на дрвото служат за здравје на народите. Таму потоците кои вечно жуборат, бистри како кристал, на чии брегови навистина има прекрасни пейсажи, прекрасни дрвја. Дрвете ги фрлат своите сенки на патеките кои Господ ги подготвил за откупените. Понатаму вели на овие тивки ледени покрај овие живи потоци, Божјот народ кој толку долго бил патник и поклоник ќе ја најде својата татковина. Навистина, тоа ќе биде прекрасно место за живење. Бог во Библијата објавил многу детали за условите на животот на новата земја. Еве сега ќе прочитам неколку текстови од книгата на пророк Исаја, како тој тоа го видел. Може би ќе биде малку чудно, но тоа се библиски текстови. Исаја 11 глава 6 и 9 стих, 32 глава 18 стих и така натаму. Еве што пишува. Волкот ќе живее со јагнето, рисот ќе лежи со јарето, телето и лавчето ќе пасат заедно, а малото детенце ќе ги води. Од каде мали деца, па ќе има и мали деца спасени, секако кога Исус ќе дојде. Не ќе се прави повеќе зло, не ќе се опустува на сета моја света гора, вели Господ. Понатаму вели, мојот народ ќе живее во мирни населби, во безгрижни одмаралишта.
Веќе не ќе се слуша за насилство во твојата земја ни за запустување и разурнување на твоето подрачје. Понатаму ќе градат куќи, ќе живеат во нив, ќе садат лозија и ќе го уживаат нивниот плод. Сега може би ова реченица ќе ве збуни, меѓутоа таму работата на новата земја ќе биде како ен вид хоби. Ќе нема оптеретување, ќе нема пот, ќе нема маки. И сега вели ќе градат куќи. Кога пророк Исаја зборува, тој зборува за две паралелни работи. Значи, кога Божиот народ ќе се врати од Вавилон, од робство и ќе наследи повторно својата земја таму во Израел, таму или ќе градат, ќе садат лози. Значи, пророк Исаја зборува буквално за израелците кои се вратили, тој веќе минато, но зборува и за новата земја. Затоа, значи, тој зборува паралелно, буквално за израелците кои ќе се вратат од робство, тие били, знаеме, 70 години во робство, и за Божиот народ во ветената земја или на новата земја. Значи, секоја градба или секоја активност на новата земја ќе биде вид хоби, ќе биде атракција, не заморување, или кај што ќе се плашиме некој да не дојде, да не ни украде од лозјето, од бостанот, од лубениците или така натаму. Значи, тоа е еден описен збор со кој сака пророк Исаја да ни укаже дека на новата земја ќе биде едно прекрасно, убаво место за живење. Понатаму вели таму безсмртните умови со неуморно одушевување ќе ги проучаваат чудесата на творечката моќ и тајните на љубовта која спасува. Таму нема да биде свирепиот и лукавиот непријател, значи сатаната ќе биде и неговите демони веќе уништени. Секоја способност ќе се развива, секоја способност ќе се зголемува. Учењето нема да го заморува умот, ниту да исцрпува животната сила. Таму може да се извршат најголемите потфати, да се остварат највозвишените стремежи, да се исполнат највисоките желби. Надкупените ќе им стојат на располагање сите богатства за истражување. Гледате, Бог ќе отвори се. Божиот народ ќе има привилегија и да патува на другите планети, да ги посетува, значи, другите светови кои постојат во Вселената. Ослободени од смртноста ќе се вивнат со неумерен лет во далечните светови, светови кои, гледајќи ги човечките јадови, биле обземени со болка, а пееле од радост при радосната вест за некоја спасена душа. Со неискажлива милина, земните деца ќе се запознат со радостите и со знаењето на оние суштества кои никогаш не паднале. Гледате, има и други светови горе во Вселената, кои никогаш не сгрешиле, кај што грев никогаш таму не ги допрел. И тие, вели овде, со жалост и со внимание, со обземена болка, го гледале животот на ова наша планета, кога човекот погрешил, Адам и Ева. Им било жал. Но те поминало 6000 години повеќе, кога повторно ќе се воспостави тој рај, тој мир и нова наша грешна земја. Секако, кога Исус ќе дојде, ќе создаде нови услови за живење. И сосема на крај, еве да кажем, и живата и неживата природа во својата непоматена, убавена и совршена радост зборува дека Бог е љубов. Сега, прашање за нас, почитувани гледачи, драги слушатели. Дали сакаме ние да бидеме помеѓу оние кои за време на Христовото второ доаѓање ќе примат безсмртноста и вечно наследство на обновената земја? Јас верувам дека одговорот е да. Сите ние сакаме да се најдеме во таа група на спасените. Господ ве повикува сите вас во овој момент да му се предадете и да му служите на Господа. Тој ќе го обнови и вашиот живот и ќе всади во вашето срце свој свет закон. Само дозволете му тоа да го стори. Значи, ние слободно треба тоа да го направиме. Со нашата слободна волја Бог не сака да изврши присила. Прекрасна иднина ја чека нашата земја. И сите оние кои го љубаат Господа и неговата реч, и кои секако со божествената милост, вера и послушност кон Бога се подготвуваат да ја наследат новата земја. Значи, уште денеска треба да отпочнеме, да се приготвуваме за да ја наследиме таа ветена земја, да ги прифатиме Божите принципи, Божите упатства и да живееме според нив. А Исус ќе дојде, како што дошол првиот пат, кога се навршило времето, вели апостол Павле во Галатјаните 4:4, така ќе дојде по втор пат, како Исус што кажал во Евангелието според Матеја и според Евангелието според Јована,
Кога ќе биде се готово, Исус вели, ќе дојдам повторно и ќе ве земам и вас и вие да бидете каде што сум јас. Нека ова наша молитва и желба се услиши, кој Исус ќе дојде и ние да се најдеме во групата на спасените. Одеме сега повторно со песна. Blažen je onaj koji spozna da ne može, da treba mu tvoja milost na dar. Taj ti dolazi, taj iščekuje tvome pogledu. On se raduje, on će slavit kada dođe tvoj dan. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Ne silom niti snagom, treba mi duh tvoj svet, da položim život tebi na dar. Ti mi dolaziš i okrepljuješ narod pravedni, sebi podižeš da ti kliče kada dođe tvoj dan. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek tvoja riječ me promijeni, napuni nove mjehove, napuni nove mjehove. Nek odustane sve što krene protiv istine, tama ljudski obziri glasnije, od sveg srca kličem amen. Nek odustane sve što krene protiv istine, tama ljudski obziri glasnije, od sveg srca kličem amen. Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri, nek
Продолжуваме со нашата програма. Почни гледачи, имам едно прашање на кое сакам да одговорим и да малце зборуваме повеќе. Што е тоа булинг? Може би тој збор е нов збор. Порано пред 10-20 години не сме го тоа знаели, но еве сега се повеќе го слушаме ова зборче или ова прашање булинг, што е тоа булинг. Посебно може би вие кои сте родители на мали деца или на школски деца, тоа го знаете веќе, бидејќи еве на телевизија често пати го слушаме. Што е тоа булинг? Тоа е агресивно однесување преку кое некој намерно или континуирано предизвикува психичка, физичка или социјална штета на друго лице. Посебно може да кажеме тоа се случува во школството, кај што има повеќе деца. Едноставно тука се повеќе тоа е изразено, значи кога децата стануваат жртви на тој сайбер или булинг од своите другари, другарчиња и пријатели и така натаму. Еве, вели, детето што до вчера беше без проблем станувало за во училиште, отеднаш не сака да стане и да оди. Вели, забележително е дека има пад на успехот, постојно го крие мобилниот телефон. Ова се само неколку од знаците кои може родители да ги приметат кај децата кои доживуваат, што би се рекло, булинг. Се чини дека децата, почитувани гледачи, се жртви токму на оваа појава. Знаеме дека денеска децата комуницираат повеќе преку тие социјални мрежи, но и стануваат жртви на сайбер булинг и додека ги играат познатите игри кои имаат платформи за размена на пораки. Значи, некој му се заканува преку телефон, преку пораки, вие како родители тоа не го знаете и затоа психолозите велат дека потребно е почесто да се проверуваат телефоните на децата, на школските деца, какви пораки примаат, со кого се допишуваат, со кого комуницираат и така натаму. За сега нема точни податоци за колку деца во Македонија се жртви на ваков тип насилство, но според податоците на УНИЦЕФ, секој трето дете во светот е жртва на ваков тип насилство. Значи, преку телефоните се повредуваат или се навредуваат децата. Например, им се упатуваат поградни коментари, прекари и вербални малтретирање. Често пати се случува деца да бидат жртви на закани, дека нивните засрамувачки фотографии ќе бидат објавени на интернет, добиват пораки со закани, видеа или пораки, а често пати се случува и да добиват силеџиски пораки преку лажни профили. И се кои се знаците, вие како родители треба да ги знаете или да ги знаеме сите, за да приметиме дали некое дете се наоѓа во таа фаза или во таа група кај што му се изврши насилство, односно булинг. Прво, децата кои биле редовни и сакале со љубов да одат на училиште, полека како да избегнуваат наоѓаат причини да не одат на училиште. Второ, покажуваат слаб успех, до вчера биле одлични, но полека ја губат волјата да учат и да одат на училиште. Децата што се жртви на насилство најчесто не сакаат, значи, да одат на училиште, а забележителен е и падот на успехот и намалени оценки. Стресот од насилството може да се одрази сериозно и врз нивното психичко здравје, а наглиот пад во успехот е прв знак дека родителите треба сериозно да посветат внимание и да поразговарат со собственото дете и да се обидат да откријат кои се причините за лошите оценки. И трет знак ги кријат телефоните децата. Не сакат родители да ги имаат во рација и да проверат, да поминат низ неговиот мобилен телефон. Вообичаено, значи, децата да ја сочуваат собствената приватност кога станува збор за технолошките уреди, но кога се жртви на сайбербулинг, тогаш стануваат уште потаинствени. И затоа, еве порака до сите вас, почитувани гледачи, кои имате деца, проверете ги тие работи. Еве што кажал доктор Пол Вегел од Американската академија за детска и адолесцентска психологија. Родителите мора да бидат љубопитни, но не да го осудуваат детето. Често пати се случува детето да биде загрижено дека родителот му забранил пристап до уредот, ако искрено зборува за проблемите со кои се соочува, па потребно е да го уверите детето дека нема да му го одземете мобилниот телефон ако се соочува со таков проблем. Ова го напишал
Пол Вегел. Понатамо, загриженоста на изгледот на детето и промена во исхраната. Децата што се жртви на булинг најчесто се случуваат со навреди поврзани со нивниот физички изглед, па токму заради тоа може да забележи дека детето почнува да обрнува премногу внимание на сопствениот изглед. Беше тоа во текот на минатиот месец во Гевгели или некое гевгелиско село. Учителот му кажал на детето да се пострижи, односно зошто така се постражал, накарадно би рекли ние. Значи невообичајно фризура за едно дете школско. И тоа се пожалило на мајка му, па после за заштита на децата, како тоа беше, па на телевизија тоа го објавија и се случи, значи цела фрка би се рекло. Ете, кога учителот може би со добри намери му кажал дека таква фризура не ти личи. Или со долги коси денеска има деца. Машките, мислам. Некога бевме на училиште во наше време, некаде таму 60-тите години, се знаеше како децата да се пострижат за училиште, да се облечеме. И сега им се одзимат и телефоните во некои училиште во светот на децата. Зашто навистина се претера во се. Денеска посебни апликации кај што може да го следите детето во кои сајтови влегува и што чита и што гледа. Значи, колку се мобилните добри да ги следиме децата кога ќе се вратат од училиште, каде се наоѓаат, меѓутоа еве и се тоа злопотребува. Понатаму, децата доживуваат депресија. Речиси, секој дете што е жртва на булинг во еден момент може да развие депресија, велат лекарите и психолозите. Поради насилство секако тоа е. Забележително кај децата што се жртви е тоа што честопати изгледаат како да се под стрес, и тоа по користењето на мобилните уреди. Значи, кога имал контакт со мобилниот, може би пола час или 1 час, детето станува депресивно. А често се забележува дека стануваат поповлечени и не сакат премногу да комуницираат. И сега еве при крајот на ова размислување, кога зборуваме за булингот, што да се прави? Еве неколку совети. Тинеџерите тешко признаваат дека се жртви на насилство, токму заради тоа што стравуваат дека родителите ќе им го одземат мобилниот телефон. Постојат повеќе видови на субјер-булинг, па затоа само преку разговор со детето може да откриете каде се јавува насилството, па соодветно да му помогнете да се исправите. Значи во разговор, не со закани, не со зимане телефоните, може би и тоа во некој момент ќе се направи, меѓутоа во разговор. Само со разговор може да се дојде до решение. Задолжително потребно да се побара помош и од психолог, а во одредени случаи може би е потребно да реагираат и надлежните органи. Значи, ти имат начин како да проверат кој му се заканува на детето, преку кои IP адреси и така натаму, преку кои мобилни и така натаму. Значи, може да се проверат и да се најдат тие заканувачи. Како и да е, овој проблем ќе биде се повеќе и повеќе изразен како одминува времето, но сепак ние треба се молиме за нашите деца, да и Господ ги чува, но и ние како родители да не ги препуштиме самите на себе, бидејќи живееме во еден луд свет. Ова општество е навистина кој ги прождерува, ги проголтува на жалост нашите деца. Или секое дете чувствува основна психолошка потреба дека треба да се чувствува поврзано со блиските, да биде прифатено и сигурно во околината во која живее. Тука и потребата за способност да влие врз луѓето што го обкружуваат, сака да се чувствува дека е важно, забележено и успешно во однос на своите интеракции со другите, кога едно дете не може да си ги задоволи потребите. Низ вообичајните односи со врсниците може да избере погрешен пат или деструктивно однесување и приклучување кон лошо друштво, а тоа се банди, култови и слично. Типични последици од ваквите стресни искуства се проблеми при учењето, уште еднаш ќе повторам, физички болести, потешкоти во размислувањето, стрес, преголема осетливост, поради која се јавува бес и насилно реагирање, дури во моментите кога за тоа навистина нема потреба. Чувство на очајност, депресивност, како и чувство на безнадежност, што може да кулминира со самоубиствени мисли, на жалост. И тоа се случи во Македонија. Има неколку случаи на млади деца кои си го одзеле или посегнале по својот живот. Не е тоа добро, но еве тука сме да се поучиме, да се подсетиме и да си помогнеме да навистина, ако вашите деца ги приметувате со вакви симптоми,
porazgovarajte s onih, odnesite ki kaj psiholog, za da im se na vremen pomogne. Evo toliko nova tema, продолжуваме со песна. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Sonce to izgreva, nov den se rađa i vreme da te proslavam. Što i da bide, što ovoj den mi nosi, pa ke ti pejam i vo večer ta. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Bogat so ljubov, bavena gnev, so srce polno, so blagodat za nas. Za tvoj te dobrini, bez prekinke ti pejam. Hiljada pričini da ne prestana. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. I vonoj den koga kraj otke dojde i vreme jazda odam kaj tebe i togaž dušava bez prekinke ti pej. Hiljada godini i vo večnost ta. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Blagoslovi go Bog, dušo moja, slavi go Gospoda. Pej mu na tvojo car, dušo moja, go slavi me Gospoda. Go slavi me Gospoda. Go slavi me Gospoda. После ова песна, почитувани гледачи, еве полека доаѓаме до крајот на нова наша денешна емисија. Вие следите емисијата точно напладне на радио Глас на надежта.
Пред да ја пуштиме дописата Библиска школа како реклама, каде што може да се запознаете со основните вистини на Библијата, со здравствени теми, така да доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, погледнете рекламата. Меѓутоа би сакал да ви представам денеска една нова книга која излезе овие денови од издавачката куќа Знаци на времето, а тоа е книгата Молитва. Интересна книга која е посветена целосно на молитвата. Доколку сакате да имате, може да ја порачате преку нашиот сајт, односно преку нашите адреси на мобилен или на мейл. Цената е 350 денари. Ја праќаме по пошта, бесплатно ќе ја добиете, но ќе дадете откупнина од 350 денари или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Значи, може да го посетите и сајтот АИК Знаци на времето во Скопје, каде што има многу повеќе книги, кај што може да си порачате и да ги купите. А вие кои сакате да имате Свето писмо, исто ви нудиме бесплатен подарок, така да биете слободни, порачете и Библија за вас и за вашето семејство. Имаме и Нови Завет, во наредната емисија ќе ви го покажеме, и Новиот Завет, исто така бесплатен, со убав превод, значи од Здруженијето, Македонското здружение на Свето писмо. Тој превод е пренесен, токму отпечатен во Новиот Завет, што ќе ви го покажеме во наредната емисија. Одеме сега со дописата Библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Пред да се одјавиме, би сакал да ви го рекламирам и новиот број на адвентистичкото списание Поглед. Еве ќе ја видите и насловната страна. Вие сите кои сакате да го имате тој број, може да го порачите во нашата редакција или нашите соработници ќе ви го донесат на вашата адреса. Цената сега не ја знам точно, меѓутоа некаде може ќе биде преку 100 денари, но сепак тој двоброј може да го порачате или да го набавите во локалните цркви во Македонија. Уште еднаш ви благодарам што бевте со нас и денеска во ова наша емисија. Ви посакувам убав ден, убава седмица и ви закажувам повторна средба во наредната среда, точно напладне во 12 часот. А до тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме.